ИПАР-2 програмата од која Македонија може да повлече вкупно 60 милиони евра, треба да стартува до средината на наредната година, веднаш по реализацијата на ИПАР-1. За максимално искористување на одобрените средства, преземени се сите неопходни мерки, велат од ресорното Министерство за земјоделство. ИПАР-1 завршува со последните два огласи објавени во мај и септември годинава, на кои се поднесени проекти вредни 17 милиони евра. Проектите се генерално од преработувачката индустрија, за отварање откупно-дистрибутивни центри. Една од ситуациите кои се случуваат, значи, почесто со разговор со нашите земјоделски производители информативно застануваат до процесот каде што треба, значи, тие претходно да ја платат после одобрувањето на инвестициите, да ја платат целосно целата инвестиција, а од после, значи, со спроведувањето на инвестицијата или технички предлог проектот да се поднесува барање за повраќање на средствата од 50 или 75%. Значи, овие средства кои што веднаш треба да ја уплатат луѓето тука некако по некој пат, значи, застануваат, меѓутоа еве сега со овај фонд кој што значи кредитен се одобрува, значи може да се јават во банките кои што ќе им дадат олесителни околности на земјоделските производители и тоа со ниски каматни стапки, така да, значи, пак може на некој начин да се дојдат до една современа и нова механизација каде што кај нас е неопходна за понатамошниот раст и развој на земјоделското производство и за поквалитетно и поквантитетно производство. Министерството за земјоделство ги презема сите потребни мерки за поефикасно искористување на ИПАР-2 програмата, поради што се очекува и нејзино целосно реализирање. Отворен е гарантен фонд кој ќе стои зад 50% од хипотеката за секој проект, а државата ќе субвенционира и 50% од каматата.